Добиената награда Европска жена на годината за 2024 година за мене лично значи многу, од причини што целиот свој живот го посветив на активната работа, на општествената работа, на граѓанскиот сектор. И нормално сите кога работиме на тоа поле се прашуваме дали изгубеното време кое што го посветуваме, трудот, љубовта која што ја посветуваме за да можеме да ги оствариме целите кои што сме ги зацртале вреди, дали вреди сето тоа што ние го правиме секојдневно за да поместиме некакви општествени случувања, да донесеме промени во животот на граѓаните. Токму сега кога веќе после 26 години активизам ми беше доделена наградата за Европска жена на годината, всушност ми се потврдија оние сомнежи дека не се точни, дека треба да ги отстранам и дека треба да продолжам понатаму уште повеќе посветено, со уште поголем жар, со уште поголема љубов, со уште поголема жртва за да можеме навистина да направиме свет во кој што сите граѓани ќе се чувствуваат подеднакво добро. Многу благодарам за тоа што сите граѓани ја изразија својата волја, со тоа што кликнуваа на мојата слика и што ја даваа поддршката. Многу им благодарам на сите тие коментари дека браво, си најдобра, го заслужуваш сето тоа. Кога сме признаени од општеството во кое што живееме, од околината во која што живееме, навистина задоволството лично како на човек е многу големо. Мене тоа ми представуваше големо задоволство. И сега кога одам по улиците на нашиот град и кога ги среќавам нашите сограѓани и кога сите ми честитаат и велат браво Даливорка, навистина ти го заслужуваш сето тоа. Навистина среќата е многу голема, задоволството е многу големо. И пак ќе кажам дека навистина треба она што сакаме да го работиме со најголема посветеност, со најголема љубов. И оваа награда за мене ќе значи уште повеќе да можам да го менувам светот во кој што живеат лицата со попреченост. Кажав дека мотивот за да почнам да го работам сето ова е мојот син Мартин, кој што повеќе не е тука, не е со нас, меѓутоа тој е секогаш тука и тој е најголемата движечка сила за јас да можам да го постигнам сето ова. Мартин е промената која што треба да се донесе за лицата со попреченост во нашата држава и се надевам дека она што досега го правев, ќе го правам уште попосветено, уште со поголема љубов, со поголем жар, бидејќи нема поголемо задоволство тоа кога ќе видите насмевка на лицето на, јас спомнам, Касандра, на Најденка, на Елмин, на Емин, на Елида, на сите оние луѓе кои што се околу мене, на Ивица, на Бранкица, на Невенка, на Оле, а ги има многу и навистина треба сите да се посветиме за оние кои што се немоќни, оние кои што имаат некакви бариери во животот, да им помогнеме да бидат дел од ова општество. Работите се менуваат, не беше исто пред 26 години и сега, но меѓутоа има се уште многу работа која што треба да се сработи за да можеме да речеме дека тие граѓани се еднакви со сите нас.